Кинопроекциите на отворено, во чии рамки се прикажаат два филма што во моментот се следат и во киносалите широм Европа, упатија сериозен сигнал до општина Виница дека на граѓаните им е неопходна киносала. Проекцијата на анимираниот филм Карира Нинџа, што се одржа во вторникот вечерта, беше вистинска радост за децата, што заедно со прикажувањето на филмот Господ постои, името и е Петрунија, ги надмина очекувањата за посетеност. Виничани сакаат кино, а од општината велат дека прават напори за добивање средства за реализација на проектот. Се надеваме дека ќе добриеме средства и дека киносалата ќе ставиме, ќе не биде една од приоритетните барања пред се за граѓаните, бидејќи гледаме дека интересот е доста голем и се надеваме дека до крајот на мојот мандат за наредните 2 години дека ова инвестиција, која што ја спомнав неколку пати, ќе биде реализирана. На третиот ден од Павловденското чествување, музеот Теракота ја отвори изложбата на стари фотографии од почетокот на 20-тиот век. Тоа се фотографии во кои доминира старата градска архитектура, а целта е да се зачуваат историски извори за архивата на општината. Изложени се околу 80 фотографии во црно-бела и во боја техника. Значи тоа се фотографии кои што се соберени од повеќе граѓани од нашата општина кои што ги споделија нив со нас. Тоа се фотографии на кои што имаме предели, архитектура, луѓе, настани, обичаи, кои што се датирани во период на повеќето на 20-тиот век. И значи имаме фотографии од нашиот музеј, од архивата на нашиот музеј. Некои од нив се направени од наша страна. Тоа се фотографии на кои што се овековечени повеќето елементи на старата архитектура која што е веќе во изумирање, значи повеќето од овие објекти паѓаат. На тој начин сакавме ние да ги зачуваме. Најстарата фотографија, представена на изложбата, е од почетокот на 20-тиот век, а меѓу поинтересните мотиви е и куќата на познатиот Ќазим Бек пред да биде запалена, како и изгледот на Виничкото кале пред да започнат археолошките ископувања. Дел од одбележувањето на Павловден во Виница е и концертот на групата Филч и промоцијата на низиниот албум Underdog. Настаните продолжуваат и во наредните денови, а в четврток навечер на Виничкото кале ќе биде прикажана монодрамата Страстите на Илија на виничанецот Игор Дамјанов.